Министри, денеска отварате една канцеларија со дополнителни услови за граѓаните на Росомон. Да, денеска сме тука во општината Росомон, каде што сакаме и да објавиме и да обзнаниме дека од утре веќе подрачната единица која што сега функционира, нели, имаме во Кавадарци, но веќе од утре ќе започне да функционира и дополнителна, ако може да кажеме, во состав на подрачната единица канцеларија, во подрачната единица Кавадарци, тоа е овдека во општината Росомон, се со цел да бидеме поблиски до земјоделците во делот при аплицирањето за субвенциите. Зошто велиме дека од утре? Знаеме дека до денес веќе сите земјоделци кои што ги има промените во единствениот регистар за земјоделски стопанства, веќе последниот ден е денеска, од утре започнува со работа платежната агенција да ги комплетира сите, да ги повлече податоците, со тоа што веќе би се овозможиле и услови за започнување за апликација на субвенциите за 2020 година за програмата. Со таа цел од утре веќе започнува и канцеларијата овдека во Росомон, но би сакал да напоменам уште дека покрај канцеларијата во Росомон од утре ќе работат и во општините канцеларии на подрачните единици кои досега немаше отворено, и тоа ќе бидат општините Босилово, Василево, Ново село, Облешево, Богданци, Старо Нагоричане, Могила и Новаци. Со тоа даваме на една важност пред самите земјоделци за, имајќи го на ум пандемијата која што е со ковидот, да ги намалиме движењето, но секако и да овозможиме да земјоделците од општината Росомон ги пријавуваат субвенциите овдека во ова наша подрачна единица. Ова е целта, ќе да одиме во тој правец дека поблиску до самите земјоделци, намалување на трошоци секако, но и губење на време. Знаеме дека поготово ова година, би рекол, се започна доста покасно, бидејќи ни се случи проблемот со ковидот, и од тој аспект трошоците се намалат, сезона е каде што земјоделците ја обработуваат почвата, така да очекувам дека ќе биде доста посетена. Тоа може да напоменеме дека веќе очекуваме со пријавувањето на субвенциите да започне некаде од 6 јули, бидејќи до тогаш би требало да бидат комплетни сите повлечени податоци од страна на платежната агенција, но исто така користам прилика да ги повикам и самите земјоделци, доколку можат да сами електронски да аплицираат, бидејќи таква можност постои. Ние во тој поглед веќе изготвуваме со платежната агенција еден правилник кој од утре исто така ќе биде, да кажем, искомунициран со земјоделците преку подрачните, преку порталите, веб страната, каде што земјоделците ќе можат да ги следат сите чекори, но исто така и сите вработени кои се во подрачните единици, нивните телефонски броеви, значи мобилните телефони ќе бидат ставени на листа каде што земјоделците ќе можат да ги контактираат доколку имаат потреба при водење при самото аплицирање, или пак да бидат блиску до земјоделците во делот на консултации, и секако уште еден битен сегмент е токму апликацијата да биде да кажем равномерно распоредена. Наша праксата кај нас, знаеме дека во последните 10 дена некаде 40% од земјоделците аплицираат, а идејата ни е веќе од првиот ден кога ќе започне апликацијата, затоа подрачните ќе ги контактираат. Планираме еден план да видиме како ќе биде возможен да се оди по азбучен ред, односно да се направи еден ред како ќе доаѓаат земјоделците. Така да ова се неколку сегменти кои што ги се подготвуваме да бидеме посребни за причекување на земјоделците при аплицирањето, но исто така некои од подрачните веќе ќе воведат и сменско работење, се со цел знаеме каква е во едена најлоша состојба во случај на позитивен, за да канцеларијата не биде затворена, туку за да можат другата група или втората смена за да биде отворена постојано. Се надеваме дека со ова една добра организација нема да се создаваат гужви, ќе се направи еден безбедносен, сигурносен. Само да напоменеме дека сите канцеларии веќе ќе имат дезинфекцијски средства, секако дека земјоделците со маски треба да се појавуваат, и од тој аспект во овој краток рок што ни е оставен за да завршиме до 30 јули со пријавувањето, се надевам со една добра организација, со еден добар ред, со активност на сите вработени во подрачните единици, успешно ќе го завршиме и овој процес на аплицирање за 2020 година. Да го искористиме вашето присуство, имате ли податоци како тече откупот на праската во Росомон, бидејќи ова е најголемо подрачје за производство и пласман на праски?
Така е, она последните податоци што ги имам, дека оди откупот непречено, цената која што сега во моментот денеска не ја знам ценава, но она што го имавме пред некој ден, значи околу 30 денари оди откупот, во зависност сега и квалитетот и доаѓа поквалитетна праска секако. Инаку, она што јас знам дека нашиот најголем извозник, односно најголем извозен партнер е Русија. Во тој дел функционираме нормално, бидејќи од минатата година знаете дека имавме еден период забрана поради монилинија. Сега веќе со државната фитосанитарна лабораторија е ставен во еден процес, добро се организирани, така да сите оние кои извезуваат навремено си поднесуваат мостри, се добиваат сертификати и до сега немаме ниту вратено некој камион, ниту некоја реакција, така да очекувам дека како што започна оваа година, успешно ќе заврши откупот на целата праска оваа година.